да прифатиме тезата дека Венко бил долго време табу тема. Меѓутоа книгите на Венко циркулираат по Македонија, по Бугарија. Значи јас сум доаѓал до тие книги, тоа се многу ексклузивни, скапо направени книги. Тама не може да се прочита, тама не може меѓу редови да се чита колку е Крсте Петков Мисирков, дека се чувствува македонец. Тама е децидно изјаснато дека тој се чувствува како бугарин. Не гледам што тука би можело да биде табу тема. Значи тоа неговото декларирање како бугарин, неговите книги кои се продуцира во Бугарија заради потребите на бугарската политика визави Македонија и Југославија се последица, не причина. Значи тоа се последица од една тортура и живување на властите врз Венко Марковски, кој го доживува во периодот до 66 година, додека заминува во Бугарија. Добро, значи тоа е последица. Сте испитали ли да значи, речеме? Една нестрехна личност, Венко Марковски, навистина на трагична личност. Така го доживувате? Го доживувам како многу трагична личност. Замислете си, синот единец, јас тезата моја дека е убиен во Бугарија, бидејќи секаде се декларираше Миле Марковски како македонец, еден извонреден детски македонски писател беше, кој овде ради тортурата беше принуден да се исели во Бугарија. Ајде, една дилема да расчистиме. Еве да прифатиме човекот бил силно малтретиран во Македонија. Говориме за Венко Марковски. Да. Значи силно се спротиставувал или бил во некоја контратежа со македонската официјална политика. Значи многумина во Македонија и Влахов и Киро Глигоров и така натаму замина во Белград. Значи не мораше да замени во Софија, можеше да замени во Русија, можеше да замени во било која комунистичка држава, човекот одбра да замени во Бугарија. Затоа што таму беше поврзан со академикот Тодор Павлов, кој беше негов ментор. И нормално за секога да си оди како за Колишевски, например, кој би требало, нормално би отишол во Белград, бидејќи таму беа неговите ментори. Значи Венко беше на некој начин пријеницата на таа комунистичка номенклатура во Македонија. Да, затоа што знаете, тога многумина од овие негови другари, колеги веќе беа мртви, убиени. Тој преживеа сето тоа, што е добро, ни остана еден поет, па дури и Рацин беше мртов во тоа време. Добро, го доживувате ли вие како Владимир Назор, како Мајаковски, како што сега се обидува да го прикажат Венко Марковски? Не, јас не го доживувам како еден поет кој беше исфрлен од партијата, нели? Како еден експонент на тоа ново време, и тој на тоа ново време верно му служеше кога нели премина кај нас. Дали по вас постои конфликт Блаже Коневски Венко Марковски? И дали Венко Марковски излегол како жртва од тој конфликт со Блаже Коневски? Отворен конфликт. Отворен конфликт. Од првиот момент до последниот отворен конфликт. Околу што? Околу тој кој ќе биде бардот на македонската поезија, бардот на македонската граматика, литература? Нема за околу тоа, а туку околу овај Блаже се застапува за Вуковата азбука до крај, после компромисно се согласува. Венко од почеток до крај е против таа азбука. Значи има неколку тези. Едната теза дека Венко Марковски требало да биде Владимир Назор на македонското партизанско движење. Многумина сметат дека Венко Марковски денес треба да се рехабилитира. Има луѓе кои сметат дека Венко Марковски сепак е Вук Бранковиќ на македонската историја, на македонската литература, бидејќи го предава македонскиот народ и македонска држава во моменти кога им е најтешко. Ние како историчари сигурно дека историјата ќе му го стави местото таму каде што припаѓа. Оно што е период додека бил во Македонија и го работил сето она во корист на македонската кауза, треба да си најде свое место и во литературата, и во историјата. Меѓутоа, периодот по 65 година, Венко Марковски мора да си го заземе местото кое што му припаѓа. Дека се откажал доброволно од својата национална припадност, се откажал од својот јазик, се откажал од својата македонска култура и преземал другија национална Се откажал од своето творештво на крајот на криштата. Добро, од творештвото не можеш да се откаже. Тој се откажал од творештвото. Човекот господин Чапарганов сакал да биде памтен како дел од бугарската литература. Значи човекот сметал дека тоа што го пишал бил на бугарски корени траги. Океј, добро. Мислам дека тоа може он да го изјавува после тоа, меѓутоа оно што го оставил, тоа не можеме ние да го избришеме. Тој оставил литература, песни, оставил кои што се на македонска линија.
човек просто се е поставил дилемата зошто треба да биде рехабилитиран Венко Марковски. Човекот умре во Бугарија декларирајќи се како ортодоксен бугарин. И ние денес треба да го рехабилитираме човекот, да го представиме како основоположник на македонската литература и култура и на тој начин можеби самите си пукаме во нашата нога. Ние толку грчевито се бориме околу тој идентитет во тој процес со Грција, а денес треба да рехабилитираме луѓе кои толку таа позиција на одредување од македонската нација го негират нашиот македонски идентитет. Еден од нив е сигурно и Венко Марковски. Господине Миневски, вие сте писател, прв ја отварате таа, да речеме, тема на рехабилитација можна на Венко Марковски, меѓутоа еве како писател како вие би ја насликале таа негова улога, тој негов живот, како би го граделе ликот на Венко Марковски? Во секој случај е многу комплициран и комплексен лик кој што ако се посматра од една позиција на некаква уметничка фигура, односно уметнички лик би можело да биде представен доста комплициран, односно како личност која во себе содржи 2 лика, 3 или 4, затоа што тој била првата асоциација. Трагика, трагедија или предавство? Првата асоциација за мене барем е трагедија затоа што од она што јас го имам како сознание и од она што го видов во документите во архивот, видов дека на вистина врз него е правена една постојана пресија да тоа го оправдува и тоа го оправдува да се одроди на крајот од својот живот од македонскиот род. Да се смета дека е бугарин? Тоа веројатно не го оправдува, меѓутоа тоа пак не ја намалува неговата вредност како уметник до 65-та година, затоа што во сето она што го напишал тој пишува за Македонија. Тој пишува на македонски јазик. Дали според вас треба да се рехабилитира Венко Марковски? Јас поаѓам од тезата, ако Венко Марковски го прогласиме за основоположник на македонската литература и поезија, а човекот сам се одродува не само од македонскиот народ, туку од се оно што го има пишувано до таа 65-та година кој живее во Република Македонија, тогаш какви ќе бидат темелите и корените на таа македонска литература и култура, ако се темелат и се подпират на човек кој ја формирал, а кој го завршил својот живот како бугарин, кој не верува во тоа, може да појде во Софија, да сврти еден телефон, да испие кафе со неговата сопруга и ќе свати дека човекот си умире како бугарин. Точно така. Јас застанав на мислење веднаш дека не доаѓа во обзир никаква рехабилитација, бидејќи сепак не може, нели, не било делото на Венко Марковски никогаш, нели, може еден период било и извлечено од оптек дневен, меѓутоа не било ни забрането, нити отпишано. Па во сите библиотеки во Македонија и денес можеме да најдеме. Добро, биле некои книги повлечени, добро, во ред, но не било апсолутно нити забрането, ништо. Тој беше осуден на 5 години строг затвор, ја одлежа казната на Голи оток и потоа следеше 1 година губење на граѓански права. И само тој период е тој одлачен, што би се рекло, од јавниот оптек. Тој потоа е и преиздаван. Па само 4 години по неговата смрт ние во Македонија имаме издание на негов избор го приреди Александар Алексиев. Вие сте човек кој комуницирал со Венко Марковски. Во еден период се били пријатели. Не само бил на Голи оток заедно. Да. И така натаму. Вие во тоа друштво сте бевте секретар, тој беше председател, значи имате непосредна комуникација. Мислам дека имавте и не доаѓа во обзир според не само мене, и според многумина луѓе во нашата културна страна, никаква рехабилитација. Јас напишав неколку пати овие месеци по разни наши гласила дека не може за таков случај не може да дојде, бидејќи тој објави книга што носи наслов Крвта вода не бидува. Има 2 изданија на таа книга од 400 страни. Во Бугарија? Во Софија. 1981 првото издание кое е повлечено поради протест на југословенската влада. И второто издание после смртта на Венко 2003 година. И ја често пати цитирам таму некои ставови. Тој таму кажува десидно дека не постои македонска нација, дека тој не бил никогаш македонец и дека не доаѓа во обзир, дека е Македонија само географски поим. Тоа е ставот негов. Тој не ќе да и припаѓа на македонската нација. За таков гест или таков чин не може македонската нација прошка да му даде.